Продолжуваме со вториот разговор. За денеска во студиото ја пречекуваме доктор Билјана Калчовска од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација. Единствената установа од ваков тип во државава, која повеќе од половина век обезбедува здравствена заштита, рехабилитација и стручна помош за пациенти од цела Македонија. Да не ја прераскажувам целата приказна. Добро утро и надобрени дојдовте. Добро утро, фала ви на поканата. Задоволството е наше. Еве, на почеток, што представува вашата здравствена установа и каква е низината улога практично во здравствениот систем во Македонија? Така, нашата установа, или тоа е Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација, е единствен ваков тип на институција во државата, која што оваа година правиме јубилеј 70 години постоење. Тоа кажува колку долго работиме и што се имаме направено. Спаѓа во групата на терцијарна здравствена заштита, значи на највисоко ниво, и даваме здравствена заштита, нега и грижа на пациенти на највисокото ниво во однос на сите други институции кои што работат со физикална терапија и рехабилитација. Меѓу другото, истовремено сме наставно-научна база на Медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, така да од нашата клиника тргнуваат сите наредни специјалисти по физикална медицина и рехабилитација и физиотерапевти кои што се вклупени во склопот на нашата работа. Кои пациенти најчесто доаѓаат во смисла на возрастна група? Дали со текот на годините забележувате дека одредена возраст е најредовна како ваши пациенти, меѓутоа и кои состојби бараат физикална медицина и рехабилитација? Видете, ние како клиника имаме од сите возрасти, од најмало бебе, значи од едномесечно бебе, па до длабока старост или возраст, 70-80 години, 85, последната пациентка имаше 90 години. Во однос на тоа што доаѓаат, најчесто доаѓаат пациенти кои што имаат одредени болки. Тоа се пред се хронична болка, најголем дел од нив се дегенеративни пациенти, но веќе во последно време прилично доаѓа помлада популација, физички активна популација. Некако после короната се навикна светот наш, барем во Македонија, да спортува повеќе, па веќе не се зголемуваат и спортските повреди, така да една шарена слика од видови на пациенти што доаѓаат кај нас. Можеме и ние да закажеме термин, затоа што веќе имаме. Симон имаше пред почетокот на разговорот. Јас имам проблеми исто со левото рамо, така да. Значи тоа кога ќе видат доктор, посебно физијатар, одма им текнува што ги боли. Тоа е типична слика. Секогаш е така. Тоа е моето прашање. Колку е важна навремената рехабилитација по повреди? Многу е битна и многу е значена. Некако нашите пациенти делумно се губат во тој пат додека стигнат до лекар, до физијатар. Секако првично треба да го почитуваме системот во државата, здравствениот систем, секако треба се првично кај матичниот лекар. Матичниот лекар треба да го упати до ортопед или до ревматолог или до невролог, зависи од која состојба имаме, и реално брзиот почеток на рехабилитација по препорака на другите специјалисти кои што работиме заедно е многу значено. Колку побрзо, најчесто толку е подобро. И сега со какви современи методи и третмани располага клиниката и колку всушност е во чекор со се она што и регионот прави? И знам дека имате многу точки кои што треба да ги споменеме со цел да пофалиме дека навистина обезбедувате современа грижа и современи третмани. Па видете, некако во приказката во државата се наоѓаме некаде, но луѓето не знаат се што работиме. Обично прво сме за негативното да се прво е секогаш негативното, колку е лошо, ама реално, мислам, стварно можам со гордост да кажам дека сме едни од најуспешните приказки тука и не само тука, веќе и во регионот. Располагаме, чисто како информација, некаде со 190 болнички кревети. Дневно ни поминуваат 400 пациенти кои што доаѓаат амбулантски. Тоа се годишно повеќе од 10.000 луѓе кои што доаѓаат. Така да тоа е прилично голема бројка. Од физикални модалитети кои што ги имаме, располагаме со се што може да постои. Озборуваме од електропроцедури, термотерапија, парафинотерапијата. Располагаме со хидрокинезитерапија, многу малку луѓе знаат. Значи на нашата клиника имаме цел систем на хидрокинезитерапија, која што се спроведува од хидротанк, тоа се посебни бањи за пациенти кои што не знаат да пливаат. Потоа имаме дел на топла-ладна вода, каде што пациентите одат посебно кои имаат одредени невролошки заболувања. Го имаме базенот, не само базен за користење, туку во нашиот базен се спроведуваат вежби. Базен за раце, базен за нозе, базен со вежби крс, вежби сколиоза кај деца. Имаме доста нови техники, вежби посебно кај деца со сколиоза, терапевти кои што се обучени и што прават техники што се работат во целиот свет. И со гордост можам да кажам дека веќе последнава година и пол ние сме единствен центар за роботска рехабилитација во државата,
кој што иде преку фондот за здравство, значи кај што пациентите им е обезбедено од државата и мислам дека сме таков центар само ние, Бања Лука во Босна и Херцеговина и во Словенија во Љубљана. И сега пред да почнеме со тоа дека колку е практично битен индивидуалниот пристап во процесот на рехабилитација, само едно потсетување до нашите гледачи дека и тие може да се вклучат, се разбира, во разговорот преку телефон, односно малку поконкретно да се посветиме, се разбира, на нивните проблеми. Се надевам дека ќе успееме да најдеме решение. Од режија ќе го испишаат телефонскиот број на кој може да ни се јавуваат. Па докторка, објаснете ми, колку е битен практично индивидуалниот пристап во процесот на рехабилитација. Значи секоја состојба се третира индивидуално, што е значено посебно како нас како физијатри, затоа што ние работиме со голем број на пациенти кои што имаат голем број на други заболувања кои што ги имаат, така да секогаш кога доаѓаат ние мора да прашаме за се што имаат, затоа што физикалната терапија колку што прави добро, може да направи и лошо. Значи секогаш пристапот е индивидуален, секој пациент кај нас се прегледува, се собликува или се обликува, зависно што правиме. И релативно терапиите може би се тие што се дават, но кај секој пациент се дават индивидуално во зависност од неговите потреби, состојба која што има, што треба да постигнеме и што сакаме да добиеме и за колку време сакаме истото да го постигнеме. Така. Колкави се и какви се предизвиците на пациентите за време на закрепнувањето, затоа што верувам дека е многу поедноставно кога вие го следите напредокот, меѓутоа како потоа кои предизвици ги имаат, само на кратко да одговориме затоа што не чека и првиот гледач. На кратко да го кажеме, тоа е прилично долго што треба да се одговори. Она што е значено е тоа што не само колку што делуваме ние како лекари или терапевтот кој што вежба со ние спроведува физикални терапии, други модалитети, многу е битна желбата кај пациентот колку сака да успее. Секој пациент кој што е позитивен и кој што сака да има резултати, кај него резултатите многу брзо се гледаат. Тоа уште го гледаме во прегледот во амбуланта. Имаш луѓе кои што, кога ќе се операм, кога ќе можам пак да трчам. А имаш леле, ова многу боли. Така да секогаш тука и психолошкиот момент е многу значаен. Да, можеме да го вклучиме слушнеме првиот и кој ни е гледач. првото прашање. Мислам дека ни се исклучи. Веројатно се прекина линијата, малку и подолго се задржавме, меѓутоа во однос на тој дел, психолошката подготвеност на самиот пациент, како вие како лекари и оние кои што сте во директен контакт со нив наоѓате начин да ги охрабрувате, затоа што верувам дека одредени состојби бараат навистина голема жртва да се даде и од самиот пациент и одрекување од сите претходни навики кои што ги имал во секојдневниот живот. Многу е битно за секој лекар, независно дали е физијатар или кој да имаш голема емпатија со пациентот. Тука некогаш имаме проблем, може би заради гужва со пациенти што имаме, може заради некои други приватни проблеми што моментално се случуваат. Значи, ако имаме емпатијата и поддршката која што дава лекарот, терапевтот и другиот медицински персонал, кај пациентот се постигнува многу поголем ефект. Што е работата? Кај нас е добро тоа што кај пациентот гледаме функционален напредок. И како пациентот се гледа и го гледа функционалниот напредок, на пример, била скршена ногата, не се движал, па почнал да оди со патерици, па оди со една патерица, и кај пациентот се јавува таа желба дека може да успее. Така да контактот што го воспоставуваме, што ние со пациентите не работиме еден преглед 20 минути си оди, остануваат 10 дена, 15 дена и реално целиот процес го пратиме од почетокот до крајот. Имаме гледач на линија, повелете со прашањето. Ало, добро утро. Добро утро. Се јавувам, немам никакви проблеми. Сакам да кажам дека јас сум била долгогодишна пациентка тука во Заводот за рехабилитација. Бидејќи ние македонците сме учени само да се критикуваме, јас специјално се јавувам да ја пофалам целата институција. Значи сум била пациентка од пред 10 години, има скршеница на раката и оперирана без и така. Нивната љубезност, нивната искреност према пациентите, тоа е нешто невидено и за тоа се јавувам да ги пофалам и да продолжат така. Навистина се прекрасни сите терапевти во сите соби кај што одев, сите беа љубезни, многу сум задоволна. Поздрав на сите, убав ден, пријатно. Ви благодариме, ова беше убаво да се слушне. Моето следно прашање ќе биде каква е улогата практично на целиот тим, лекарите, физиотерапевтите, останатиот медицински персонал, нели, во целиот процес на... Мислам дека пациентката го одговори. Го даде одговорот. Она што ќе го кажам, ние стварно функционираме 70 години, но оној став кој што остане од времето трае уште. И тоа ретко веќе се случува во денешно време, во каде и дојдете, во која да биде институција, да имате таков прием. Од шалтерот
дока е лекарот, па потоа во целиот процес на терапијата. Работиме тимски, затоа што јас како лекар не можам ништо без физиотерапевтот, не можам ништо без медицинската сестра, болничарот, хигиеничарот кој да е во тимот, така да релативно кај нас работиме тимска работа и се трудиме сите вработени колку може да бидат позитивно насочени, за да возможиме на пациентот не само добра рехабилитација, туку добар прием во нашата клиника. Убаво е да се слушне тоа. Имаме нов гледач, повелете. Ало? Добро утро. Добро утро. Повелете со вашето прашање. Благодарам. Добро утро. Поздрав до докторката. Би сакал да прашам све окей со љубезноста со тие работи во однос на закажувањето за термините. Многу тешко оди, бидејќи јас имам проблеми некои такви и по долг период веќе не можам да закажам. Како би тоа се регулирало на некој начин да биде поефективно? Благодарам на прашањето. Системот е така организиран да секогаш упатувањето иде преку матичен лекар. Втората работа што нашата клиника како терцијарно ниво сепак би требало повеќе да се насочува на пациенти кои што се потешки болни, каде што имаат поголема потреби за болничко лекување. Дегенеративните состојби ги третираме, секако и тие се наши пациенти, но таа состојба веќе може да се третира и на секундарно ниво и во другиот дел од здравствениот систем. Она што го направивме како клиника, секако дадовме и одредени приоритети во закажувањето, па имаме одредени упати за пациенти кои што се со невролошки заболувања, пациенти кои што се деца, на пациенти кои што им требаат роботска рехабилитација, така да ја насочуваме малку нашата работа на поспецифично и специјално ниво. Така. Еве, колку физикалната медицина помага кај хроничната болка и ревматолошките практично заболувања? Вака болката е најнепријатното сензорно и емоционално искуство на секој човек и кога веќе пациентот има болка, тоа значи дека нешто во телото му се случува. Многу е битно болката да третираме на време, да не премине од акутна во хронична. Но најголем дел од пациентите кои што се доаѓаат, тоа се со хронични болки. Не се тоа само ревматолошки, тоа се ортопедски нарушувања и заболувања. Дегенеративните процеси се најчесто застапените. Тоа што значи прогресивно нарушување на функцијата на рскавицата, на мускулите, на зглобовите, на коските и слично. Каде е проблемот кај нас? Во нашата популација, посебно тоа ги зафаќа повозрастната популација, над 50 на години. Проблемот е што таа генерација во нашата држава никако помалку спортува и помалку вежба. Веќе младиве го немаме тој проблем, но повозрастните го имаме и многу почесто се соочуваат со таа хронична болка. И они доаѓаат на физикална и мислат сега физикалната ќе ги реши проблемите, ама тоа трае 10 дена, ако не вежбаат пак, ништо не се постигнува. Да слушнеме во продолжение и кое ни е следното прашање од нов гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете со прашањето. Моето прашање е следно. Имам скршеница на нога и тоа на двете подколенични коски и на скочниот зглоб. Оперирана сум, користев физикална рехабилитација, бесплатно бањско лекување и сега моето прашање до докторката е дали и во наредните години ми следува бесплатно бањско лекување и ако следува, каде треба да се обратам. Во однос на ова прашање, јас не работам во делот на бањите, но она што го знам, бањското лекување точно следи од државата, како бесплатно што го рече пациентката, во првата рехабилитација. Пациентот кога веќе е оспособен и може да се движи или што и да прави, веќе дали следи бесплатно, навистина не знам. Рехабилитација може да спроведува кога има болка, кога има некогаш ограничени движења, а ако се насочи на вежбите што ги научила и се врати на спортските активности, што и да вежба, подобро нешто него ништо, мислам дека нема ни да и треба. Колку граѓаните се информирани за можностите практично што ги нуди физикалната медицина и рехабилитација и кој е практично вашиот совет до пациентите? Нели веќе го одговоривме ова делимично прашање дека треба малку повеќе активност за да се спречат ваквите нели појави. Меѓутоа дали генерално се информирани, дали знаат за што точно станува збор? Па видете сега денеска со социјални мрежи, со artificial intelligence, chat GPT, сите веќе се знаат, ама мораш да имаш друго знање за да тоа го користиш. Доаѓаат и со веќе поставена дијагноза, претпоставувам. Да, доаѓаат, ама јас тогаш ги враќам, тогаш видете, решете го тоа на интернет, така да тоа помага и нас не помага како наставно научен кадар, не можам да го спориме,
ама мораш да го имаш знаењето за да тоа го усредоточиш и да го бараш. Мислам дека граѓаните знаат, повозрастната популација веќе е научена со хронична болка дека нив им следи или дека они мора да прават физикална терапија, но мислам дека веќе во денешно време тоа не представува општо проблем. Тука е само проблемот како ќе да насоката во правецот на третманот на пациентот, дали ќе го посвети патот, Така. или ќе дојде конечно кај нас, па не се довршени диагностички процедури, па го враќаме. Тука треба малку да се поработи. Имаме нов гледач. Добро утро и повелете. Ало, Повелете. ало, Ве слушаме, повелете со прашањето. јас имам прашање баш за термините. Јас од февруар месец закажана. Слушате ли? Не слушате? Ве слушаме. Јас имам проблеми со закажувањето на термините. Благодариме за вашето... Бев на гастроскопија, бев после еден месец. Претпоставам дека предизвикот на гледачката е како и на многумина останати и не само за на вашата клиника, воопшто за нашиот здравствен систем, тоа се термините и закажувањето кое што нели пред малку исто одговоривме дека Не е до нас тоа, сепак Министерството за здравство треба да одговори. Така. Да заокружиме со прашањето и она што го начнавте на самиот почеток, дека сте центар за нови идни генерации лекари и физиотерапевти. Колкав е интересот? Конкретно за оваа медицинска гранка. Интересот, мислам дека во последно време се повеќе се зголемува. Јас сум дел од катедрата, доцент на медицински факултет и кога ќе дојдат и студентите од општа медицина во 5-та година на вежби, кога ќе прашам што сакате да бидете кога ќе пораснете, они ги одбираат тие гранки кои што во моментот се речеме финансиски многу погодни. И тоа се менува веќе секоја година за година, но интересот прилично во последно време многу се зголемува. Потребата расте, еве кај нас веќе ни фали кадар, и физиотерапевти, и лекари, и сестри, така да на добар пат сме. Имаме некаде околу 150 студенти на физиотерапија што се на Висшата школа за физиотерапевти од медицинскиот факултет тие што доаѓаат, така да реалтивно интересот се надевам дека ќе се зголеми. Доктор Калчовска, ви благодариме на гостувањето. Се надевам дека колку толку успеавме да им доближиме на гледачите малку повеќе за вашата работа и она се што вие го нудите нормално во процесот на рехабилитација и нели помош првенствено за пациентите. Ви благодарим. Ми беше задоволство, па со надежда да дојдете на нашата клиника да видите на лице место што работиме. Сигурно ќе дојдеме. Ви благодарам.